Сдруженијето на лица со телесен инвалидитет Мобилност деновиве го одржа годишното собрание, на кое за претседател на Сдруженијето беше повторно избран Горан Војновски, кој во наредните 4 години ќе раководи со ова здружение. Покрај претседател на собранието беа избрани и останатите органи кои ќе бидат дел од реализацијата на годишната програма. Пошто Мобилност Кочани е меѓуопштинско здружение на Виница, Берово и Делчево. При тоа 5 члена од собранието беа избрани таму, од Виница 4 и 1 од Делчево, а останатите членови беа избрани по групи на инвалидност овде во овие простори на 27.11 со почеток во 11 часот. При тоа едногласно бев избран и јас за претседател, за членови на избирачкиот одбор беа изберени Златко Арсовски од Делчево, Анче Окиро Митев од Виница, Евтимче Атанасовски, Василчо Илиев, Лилијана Мицевска од Кочани, Душко Ѓоргиев од Кочани. Исто така, членовите на Мобилност го усвоја и годишниот план за работа на Сдруженијето за 2019 година. Од програмските активности, најпрво Мобилност Кочани ќе учествува на сите тематски работилници, а ако може и ние ќе организираме тематска работилница. Ќе учествува на државните спортски атлетски игри во Струга и Охрид, ќе учествува на поетските средби, на квиз над преварите, на шах, на тортијадата, кај што сме редовно или победници, или второ место, најслабо, како да кажем, и значи на сите активности предвидени со програмата на Мобилност Македонија. На годишното собрание учествуваа сите членови кои дале придонес во развојот на Сдруженијето од Кочани, Виница, Делчево и останатите општини од источниот регион, како и оние кои редовно учествуваат на државни и меѓународни надпревари.